Конкретно е емисијата на друга тема. Овој викенд во Торонто беше во знакот на македонската кинематографија, се одржа фестивалот на македонски филм. Најголем впечаток остави филмот Диџеј Ахмет на Ѓорги Унковски. Благодарение на колегата Јане Бојаджиевски ја имаме оваа информација во продолжение. На јубилејното 20-то издание на македонскиот филм во киното Карлтон во Торонто беа прикажани десетина долгометражни, кусометражни, документарни филмови, но акцентот на интересот годинава беше на Диџеј Ахмет на Ѓорги Унковски, филм за 15 годишниот Ахмет, кој се справува со очекувањата на својот татко, конзервативната заедница, но и своето прво искуство со љубовта. Интересот беше голем и за долгометражниот Лена и Владимир, филм кој еден мистериозен човек со мистична тајна засонува млада девојка бегалка, нивната неочекувана врска ги предизвикува да го надминат своето мачно минато и да најдат надеж на неочекувано место. Режисер на овој филм е Игор Алексов по сценарио на Александар Русјаков. Главните улоги ги толкуваат Тони Наумовски, Сара Климовска и Петар Арсовски. Џон Вардар против Галаксија на Гоце Цветановски во киното Карлтон ја имаше премиерата за прв долгометражен анимиран македонски филм. Синоќа се прикажа и Фениксот од Кавадарци, документарен филм за Васил Хаджиманов, познат истражувач на македонските народни песни и еден од првите македонски истражувачи на етномузиката. Фестивалот е можност да и се домови на публиката културата од Македонија, но и да им се даде простор на сите поврзани со неа. Режисери, продуценти, сценаристи, актери, вели Крис Ослис, член на бордот на директори на фестивалот во Торонто. Битен е многу од две причини. Прво, заради тоа што имаме огромна емиграција тука, кај што треба сепак да одржува врска со Македонија и кај што треба да разбира што се случува таму на културен план. И многу е битно за тоа што Канада треба да разбере што се случува во македонската култура, бидејќи колку и да има македонци на фестивалот, сепак доаѓаат и канаѓани. И тоа има единствена прилика, реално, освен ние што сме тука, што мислиме дека сме нека амбасадери на македонската култура, да видат вистински, да им се долови нашата култура и нашата уметност. Како гледаш на македонска филмска сцена во последниве неколку години? Фасцинирана сум, искрено, бидејќи го следам јас фестивалот 20 години сум тука, значи од кога постои фестивалот. И мислам, ја следам и македонската филмска сцена. Мислам дека фантастични работи се случуваат, специјално во последниве неколку години. Мене Диџеј Ахмет апсолутно ме потресе и ме фасцинира. Битен е заради диаспората, ја обединува и ја собира заедно за да види што се случува од Македонија на културен план, какви филмови доаѓаат. И 20 години е голем јубилеј, зашто 20 години да издржи некаков фестивал, таков мал фестивал во толку голем град е големо постигнување. Апсолутно не сум видел такво нешто да издржи толку време. Брилијантно е да се види културното наследство за минатото, сегашноста и иднината. Се чекаше редица за билет повеќе. Актери, режисери и љубители на филмот во киното Карлтон. Македонскиот филмски фестивал во Торонто ќе расте само ако се зголемува публиката, вели Вирџинија Еванс, која повеќе од 20 години неуморно работи на промовирање на македонската кауза. Атрибутот македонски му дава посебна екзотика, упатувајќи на нераскинливата врска меѓу филмаџиите со татковината. За МТВ од Торонто, Јане Бојаджиевски.